Добри дојде во студио за Андреј Жерновски, кандидат на Здружената опозиција за општина Центар Скопје. Добро ве најдов. Денес има една шокантна вест. Трагично загина колегата, нашиот колега Никола Младенов, великан на македонското новинарство. Низ социјалните мрежи излезе еден од неговите текстови за слободата. Насловот е "Колку чини слободата". Ние сакаме општество на слобода, тие имаат збирштина од безрбетници. И тука нема компромис, напиша Никола Младенов. Навистина тешка вест. Кога дознав, бев прилично трогнат, се разбери, се уште сум под влијание на таа вест, замина еден од највлијателните новинари воопшто. Во македонското новинарство, што е битно е што ќе остане запаметен како борец за слобода во медиумите. И особено што е интересно, и тука е загубата уште поголема, што замина новинар кој што секојаш критички обсервираше работата на владата. Ќе кажам на било која влада, зашто не сакам да шпекулирам, нели? А оние што критички ја анализираат работата на владата се од тона врста на новинари што полека исчезнува во Македонија и затоа загубата е во момент уште поголема. Меѓутоа, ова што он го напиша во својата колумна нека остане како завет не само за новинарите, за сите нас кои што се бориме за слобода, не само во новинарството, за демократија во Република Македонија. И јас ветувам дека се ке сторам, се разбира, да ние конечно во Македонија доживееме демократија. Да. Како ја гледате иднината на македонското новинарство? Оваа власт, особено оваа власт, е прилично критикувана токму за слободата на медиумите. Јас затоа секогаш цитирам релевантни извори. Ние го имаме најголемиот пат на слободата во медиумите, не во Балканот, туку воопшто во Европа. Ние сме во друштво со Нигерија, ние сме позади Венецуела во времето на Хуго Чавес и тоа се факти од кои што никој не може да помогне. По слободата во новинарството се гледа колкава ви е демократијата и колку воопшто има демократија во една земја. Така што затоа велам ова вест уште повеќе ме погоди, бидејќи сега не велам се доведе во прашање функционирањето на Фокус, меѓутоа дефинитивно кога ќе си замени газдата, човекот кој што е локомотива, движечка сила во еден таков медиум, јасно е дека кај сите нас постои стравување дали ќе продолжи и со таков капацитет да функционира вестникот кој што ни е неопходен и кој што за жал на некој начин остана единствен прозорец до вистината. Да. Младенов ја пишуваше историјата не само на новинарството на Македонија, на самата држава и тоа е патокас на иднината како треба да изгледа државата. Господине Жерновски, околу случувањата на изборите, доста инциденти, иако немаше убиства, но тие нерегуларности, тие злоупотреби, манипулации, корупција, беа пратени како загрижувачка порека од многу невладени организации, меѓународни институции. Што се случи всушност во Центар? Зошто одите во втор круг, а објавивте победа во првиот? Пред 4 години на локалните избори општина Центар беше прогласена од тогашниот евроамбасадор, наш пријател Фуере, како општина каде што имаше најконструктивна, најдобра кампања. И така треба да биде. Центар треба да биде пример за тоа како се води една кампања, бидејќи жителите, граѓаните на Центар го заслужуваат тоа. За само 4 години имаме обратна слика. Центар беше и прогласен од меѓународниот фактор како општина каде што се водеше највалкана кампања. Од вметнати избирачи од Пустец, до уфрлени гласачки ливчиња, до фактот дека единствените скршени штабови, не само во Скопје, во Македонија, беа моите преку ноќ одеднаш сите. Најмалку 3 црни летоци со искривување на вистината околу мене и така натаму. Потоа Сител телевизија почнува вести со низа на лаги за мене зашто ќе одат на суд. Една навистина тажна слика за кампања во Центар. Сето тоа се круни со ова крајно сомнително, јас го нарекувам и крадење на победата. Ние имаме африкански избори и африканско броење на гласови. 3 дена патуваат кутиите, јас велам од Центар до Центар за да ја одоловам иронијата. Значи од најдалечните места во Македонија брзо беа изброени. Сакав само па ќе продолжите да кажам дека Фокус напиша дали се краде
и крадат изборите во центар, из резултатите. Вечерта Мости објави мојата победа во Пркук. Утрената Државната изборна комисија објави. Ова особено го потенцирам, Сител објави моја победа, Канал 5 вечер Република. Изборам медиуми кои што се наклонети кон провладини. Одеднаш станува битно колку неважички ливчи има, огромен број на неважички ливчи. 1004 неважички ливчи во најурбаната статистички општина во Република Македонија. И поради тоа, јас не успеам да победам во Пркук за помалку од 1%. Како можно? 3 дена да се бројат кутии, да не Како? Немате ли објаснување? Мене ме прашуваат новинарите со право, каде беа кутиите, јас не знам каде беа кутиите. Како не знаете, немате ли луѓе, опозицијата нема ли членови во комисиите? Прави записник и тогаш што е материјал оди во општинската изборна комисија. И од тогаш никој не знае што се случува. Тоа што е интересно, што 6 избирачки места беа изброени гласовите за трка градоначалничка во Скопје и што е уште поинтересно, на тие места победи Јане Македони. Меѓутоа никога не можеше да се избере за трката Жерновски Тодоровиќ. Меѓутоа јас нема понатаму да ја трошам енергијата на тоа колкав фалсификат и дали каков е направен фалсификат. Сакав втор круг, ќе добија втор круг и уште ќе добијат ли втор круг? Јас немам друга можност освен да добам втор круг. Тоа е слушнавте веста дека денеска на Заев му спорат 3 места, само за да го однесат, за да има прегласување и да не може да биде победник. Тоа е денешната власт. Но не бегам, напротив. Мене вчера Тодорич ми праќа 2 пораки. Прво дека предноста била достижна. Какви пораки? Прво дека предноста била мала и е достижна. За нив предноста ќе биде достижна. Украдоа што украдоа, направија што направија, внесоа луѓе што внесоа, со сите тие манипулации, со сета кампања, изгубија 1500 гласови. Ја алармиравте меѓународната заедница? И таа мене ме алармираше за тоа што се случува во центар. Потом ми пренесоа порека дека јас сум се плашал за втор круг. Кој се плаши? Тој што бара дуел и тој што бега од дуел. Кој се плаши? Тој што има црни дамки во своето владење како градоначалник на центар или јас што сум без дамки? На крајот на крајшта кој се плаши? Јас што победи во првиот круг или тој што изгуби во првиот круг? Меѓутоа, ако во првиот круг Тодоровиќ беше казнет и за зебра, и за тоа што е украдено детско игралиште, па имаме светски пример каде што на катна гража е додаден паркинг. Смешно. Ако е казнет за тоа што јас го изнесов како податок, не го демонтираше, за време на ВМРО да помене владењето на ВМРО да помене неговиот профитот неговиот бизнис да расте за 16 милиони евра. И уште низа на други работи. Ако беше казнет во првиот круг за тоа што граѓаните го доживеа како човек кој што функцијата ја злоупотребил за лична корист, тогаш во вториот круг ќе биде казнет за овој срам што беше нанесен во општинскиот центар. Да имаме африкански избори, африканско броење на гласови, на крајот на криштата. Нема да дозволиме градоначалникот на центар да биде избран со гласовите од Пустес. Градоначалникот на центар ќе биде избран од градоначалникот на центар. Го чекам во втор круг и ќе го победам во втор круг. Колку време ќе ги бројат гласовите од вториот круг? Верувате ли дека брзо тоа ќе оди таа процедура? Затоа треба масовно да се излезе на избори. Тврдам дека доколку истиот број на подржувачи излезе на гласањето, нема шанса теориска ВМРО да поне да ја достигне вредност. Со сите манипулации. Затоа сакам да му се обратам. На секој нешто гласа. Не групно на сите да излезе. На секој што гласа. Да излезе уште еднаш. Бидејќи од него зависи победата. Јас сум морален победник. Да изрази слободната волја, се разбира. Слободната волја. Гледаме што се случува во центар, да не дозволиме друг да ни ја однесе победата. Ние треба во вториот круг да ја запечатиме победата. Секој што излезе, го замолам уште еднаш да излезе. Не за мене. Излезе за себе, за општин центар. Не може и да заокружи кого сака, се разбира. Да заокружи кого сака, јас само ги замолам истата поддршка да ја да. Генералниот став за неправилностите го кажавте. Вчера господинот Андреј Петров беше гостин и имаше слични изјави. Каков е вашиот став за господинот Стефче Јакимовски? Господијата Јагнула Куновска е исфрлена од трката. Сметате ли дека ВМРО да помене ќе даде поддршка? Имаше многу прашања од кого има поддршка Стефче Јакимовски. Значи, јас го знам Стефче Јакимовски и не сум изненаден од овие потези. Тој доаѓа и од вашата матична партија, конечно, претходната матична. ЛДП сега го направи на селство. Значи, не сум изненадан и тоа го ставам на страна. Неколку пати кажав и на новинарски прашања и на кампањата на митингот во Карпош, дека гласањето ќе покаже со кого е договорен, чив кандидат е он. Ако во Карпош
кандидатот на ВМРО-ДПМН не влезе во вторкук, а не влезе во вторкук, на сите не е јасно каде отидат гласовите на ВМРО-ДПМН. Тоа е тоа. Добре, јас благодарам за ова интервју. Благодарам на поканата.